Има една многу симпатична песна When the going gets tough, the tough get going. Ова беше Билли Оушен, ја пееше песнава во 80-тите. А јас како дете на 90-тите најмногу ја знам по ирската група Boyzone. Не ги имам слушано. Тие беа некоја ирска верзија на Backstreet Boys. Не ги имам слушано. Многу мудрост има во таа реченица која грубо на македонски би се превела јунаците на мака се познаваат. А оваа пролет, бога ми, маки колку сакаш. И природно е да се одвојат јунаците од останатите, па решив да споделам што ние правиме во насока на јуначење. Можеби некому ќе му се допадне оваа стратегија, па нешто од ова и ќе примени. Под ние пред се мислам на јас и мојот брат, како извршни партнери во маркетинг агенцијата 1 на 1. Компанијата која непрестано од низиното формирање во 2012 расте нагоре и по приходи, и по вработени, и по стресови, и по испиени кафиња, и по пропуштени родендени и се останато што доаѓа со бизнисот. 2020 требаше да биде круна на нашето работење, најдобра година од сите останати. Најмногу реализирани кампањи, најголеми приходи, највеќе продуцирани реклами, рекорден број на организирани настани. Многу брзо истата 2020 се претвори во рекордна, но по други работи. За среќа 2020 не стана и првата година кога некој клиент предвремено раскинул договор. Мислам се уште сме безпрекорни во таа категорија изминати 8 години од постоење. Иако годината и не е се уште завршена, мислам не се знае. Неминовно ова донесе болка. Пандемијата ја стисна тупаницата и со сета сила ни ја заби во нашиот и нормално многу други нечии стомаци. Но за среќа ние сме меракли за вежбање стомачни и тоа години наназад. Па морам да напоменам дека истата не кутна воопшто, благодарејќи на нашиот цврст стомак, кој е резултат на неколку вежби кои што континуирано ги правиме долго време и имаат своја строго дефинирана намена. Во случајов ќе ги споделам со верба дека можеби истите ќе мотивираат некого да стане активен, да ги практикува, како би бил, да речам, подобро организиран во случај на друг некаков ненадеен напад од тупаница која прво ниту ја гледа, втора ниту ја очекува. Вежба 1. Долгорочно планирање. Особено сум горд на оваа вежба во која морам да кажам навистина уживаме. Имено, секоја година се прави ревизија на претходно изработен 3-годишен план со акцент на годината која што е сега започната. Имајќи ги параметрите како нашиот капитал, број на вработени, постоечки годишни договори, постоечки обврски и други некои параметри, ние можеме реално да ја погледнеме сликата и реално да процениме во која мера ќе ги оствариме амбициите за таа година. Истото послужува и како референтна точка за планот за останатите 2 години. Адекватно посветено внимание на планови овозможува пред себе да ја има широката слика. Нешто што е особено важно при неочекувани ситуации како оваа во која што се наоѓаме. Запомни го ова. Ако потфрлиш во подготовките денес, се подготвуваш да потфрлиш утре. Вежба 2. Домакинско работење. Ова е криза на економски резерви. Кој ги има ќе преживее. Кој се расфрлал во минатото, нека му ја мисли. Резервите се акумулираат на следен начин, со константна посветеност на професионално, на домакинско работење, при тоа секогаш имајќи на ум колкава е чергата пред тебе. Тоа се ефектуира на многу начини, а само еден од нив, например, е киријата. Канцеларијата плюс паркинг за секој вработен на месечно ниво не чини 1500 евра, значи на годишно ниво 18.000 евра. Тоест, не чинеше. Веќе подолго време сме сместени во собствени канцеларии со секако и бесплатен паркинг. Тоа пак резултира со директна заштеда на 18.000 евра кои одат каде? Во резервите. А здравите резерви овозможуваат и нешто друго, многу поважно и повозвишено од трката за профит. Ти овозможуваат да помогнеш кога помошта е некому потребна. Па така во оваа рекордна година на загуби, на буџетски намалувања, скратени кампањи и што се не, ние бевме едни од оние кои сепак има можност да уплатат средства во фондот за помош отворен од Министерството за здравство. Вежба 3. Адаптација. Мегалодонот е најголемиот грабливец што живеел било кога на земјата. Бил тежок 70 тони и пливал со брзина од 18 км на час. Бебињата му биле големи колку една возрастна голема бела ајкула. Тој живеел во исто време со Наутилусот.
плен на морски желки и октоподи, Наутилусот развил нетипичен одбранбен механизам. Типот се покрива со лигава материја, како би станал премногу лигав или лизгав за јадење. Што е разликата меѓу мегалодонот и Наутилусот? Мегалодонот е изумрен веќе 2,6 милиони години, а Наутилусот живее веќе 500 милиони години. Зошто? Поради адаптацијата. Останување слеп пред еволутивните текови е едно од најлошите работи што може да ги направи една компанија. Најпрво еве за клиентите. Веднаш ги адаптиравме сите постоечки договори за да ја рефлектираат моменталната ситуација и да вметнеме итни мерки кои ќе го ублажат ударот за нив на било каков начин. Морам да признам дека навистина бевме инвентивни во тие мерки, а клиентите сето ова го дочекаа со исклучително позитивно расположение, изненадување и благодарност. Но најзначајните промени ги имавме дома. Кога го направивме трансферот кон целосно работење од домашни услови, морам да признаам дека бевме и навистина исплашени. Тоа беше некаде кон првата половина на март. Направивме А, Б, С, значи секакви опции, од кои бога ми имаше некои кои беа навистина страшни. За среќа, денешниот впечаток и заклучок е дека тимот во ниеден сектор не потврли. Напротив, истиот работи со ненамалено темпо, интензитет и квалитет. Од ова свативме колку добро сме уиграни и истото не натера одлучно да продолжиме без ниту едно отпуштање, иако да бидеме реални во агенцијата, бројот на вработени во моментов не ја отсликува и потребата за толку многу луѓе. Бидејќи можеби не веднаш, но загубената работа ќе се врати. А тогаш многу повеќе сакам да сум со фантастично уигран тим гладен за успеси, отколку со 10-кувана екипа која нема да знае што попрво да фати. Што значеше ова за нас како собственици? Секако огромно намалување на приходите, но само да погледнам во најновата ревизија на плановите, овде вели дека и тоа ќе го надокнадиме за некоја година. Последниот и доста нетипичен чекор во адаптацијата го донесовме многу неодамна. Во ситуација кога многу од нашите колеги од другите агенции веќе почнуваат да се враќаат на работа од канцеларија, ние го продолживме овој модус на работа од дома до септември. Јаки сме колку најслабиот член во тимот, а срекни сме колку најнесрекниот член во тимот. Па знаејќи колку е тимот важен за нас, а колку фамилијата и нивната безбедност важна за нив, одлучивме да ја усвоиме оваа мерка заедно со уште други две. Повраќањето во канцеларија во септември, работа од дома секој петок и нови 12 платени слободни денови во годината или по еден во секој месец. Вежба 4. OMG стратегија за тимот. OMG. Кога странски колеги ќе ме прашаат каква е вашата стратегија со вработените, често пати им кажувам дека нашата стратегија почива на OMG принципот. O е за openness, тоест отвореност или искреност, транспарентност со вработените за секоја точка од работењето. М е за merit-based system или меритократија во наградувањето. Во компанијата имаме систем во кој вработените се наградуваат по неколку различни нивоа. Г е за gratitude или Г голема благодарност. Работејќи во динамична средина без многу пауза за рефлектирање и за размислување, исклучително е важно некому да му се даде до знаење кога одредена работа ја врши како што треба, да добие фидбек за тоа, но воедно и да добие фидбек оној пат кога греши и потврла и тогаш да му се укаже. Мислам дека доста е за вежбање, барем за денеска. Се надевам дека тој што гледа доби некаква мотивација или некоја фитнес инспирација и дека дел од овие вежби ќе почне да ги применува уште од утре. Јас би сакал многу да добијам фидбек на кажаното на zaremajmunche1na1.mk, тоа е мојот мейл. Таму сум достапен во секое време. Благодарам и одиме напред.